Само парична казна за кочанскиот директор кој си ја вработи жената како наставник по граѓанско право. Тој ќе плати околу 250 евра казна, но жена му ќе си продолжи со работа. Одлука за негово разрешување нема. Огласот за вработување на наставник по граѓанско право бил предвиден согласно систематизација, а сопругата на директорот била единствената пријавена. За да го исполни потребниот фонд на часови, наставничката предавала во неколку училишта во Кочани. Иако директорот можел да се иземе од целиот случај, напротив, тој сам и правил интервју за работа на жена си, а го потпишал и договорот за вработување. Антикорупционерите побарале одговорност, поднесувајќи иницијатива до кочанскиот градоначалник, пошто бил извршен и надзор од просветниот инспекторат. Побарање на Државната комисија за спречување корупција за утврдување на одговорност на директорот на училиштето Гошо Викентиев, општина Кочани, се обрати со допис до Државниот просветен инспекторат и до училишниот одбор, од каде побара мислење за законитоста на постапката и ја нагласи подготвеноста да постапи соодветно. И во двата дописи беше посочено дека нема основ за разрешување на директорот, се вели во официјалниот допис од општина Кочани. Вработувањето на жената на директорот е само еден од низата од партиските вработувања кои зачестија во изминатиот период. Истиот тренд е евидентен и во Штип, каде што во локалната самоуправа и јавните предпријатија се вработуваат луѓе, за кои опозицијата тврди дека се активисти и симпатизери на власта.